Германија целосно застанува позади македонскиот јазик и идентитет, но нема јасни гаранции дали и по прифаќањето на францускиот предлог Бугарија нема повторно да ја условува Македонија при секое отворено поглавје во преговорите. Високиот представник на германскиот Бундестаг за Западен Балкан, Мануел Сарацин од Скопје со порака дека предлогот треба да се прифати, оти сега била историска шанса за тоа. Иако негираше дека она што и се нуди на Македонија во моментов е земи или остави понуда, сепак потврди дека ако сега не сме кажале да, друг предлог може и воопшто да немало. И компромисот кој што сега е на маса е јас како што јас го читам е навистина компромис и уште еднаш тука се земени во предвид барањата на владата на Северна Македонија. Ако сега не се реши, ако не се донесе одлука, тогаш ништо нема да се реши. А можноста повторно да се добие некој договор можеби воопшто нема да дојде, но во секој случај нема да биде подобар. И искрено, кога беше францускиот предлог на маса, јас на тебе веќе ти кажав, би можело да биде дека еве ова е моментот на да се земи или да се остави. Реков нема тоа да го направиме. Вице-премиерот Бојан Маречик пак негира дека набираната дипломатска офанзива била за убедување за предлогот, туку била чин на пријателство и поддршка за македонските интеграции. Вели дека било штета да се одбие ваков предлог, оти секој одлагање било враќање чекор на назад. Не би било одговорно да испуштиме шанса без да знаеме кога ќе ја добиеме повторно и без да знаеме под какви услови и во која ситуација. Искрено сум убеден дека би било вистинска штета и за државата и за идните генерации да го пропуштиме овој момент, надевајки се дека можеби ќе добиеме подобар предлог. Не би било исто така одговорно да го испуштиме или одбиеме овој предлог во кој сме ги постигнале нашите клучни очекувања и барања. Откако власта го објави текстот на францускиот предлог, Македонија стана омилена дестинација на европските тешкаши, кои имаат за задача компромисното решение да го представат како европско, иако во него се испочитувани сите бугарски ултиматуми. Пред Сарацин и шефот на Европскиот совет Шарл Мишел од Скопје ни порача дека сега била шансата да се прифати предлогот на Макрон.